Благодарам, подпредседателке. Дозволете ми прво да кажам дека мислам дека е срамен односот кон Собранието на Република Македонија со доставувањето на овој финансиски план во март месец. И владата во незиното мислење дадено по однос на предложениот финансиски план вели дека врз основа на член 34 став 2 од Законот за енергетика, Регулаторната комисија за енергетика секоја година најдоцна до 1 октомври од тековната година до Собранието на Република Македонија поднесува за усвојување предлог финансиски план на Регулаторната комисија за енергетика за следната календарска година. Или со други зборови, и владата на Република Македонија ви кажува дека најдоцна до 1 октомври требало да биде поднесен овој финансиски план до Собранието. Ништо страшно, доцните колку 6 месеци само. Навистина сметам дека барем следната година, кога веќе колегите од владачкото мнозинство се подготвени да ви прифатат вакво доцнење, барем следната година треба да се потрудите да не доцните толку многу. Ке почнам прво од планираните средства за 2012 година. Кажав и предходно дека во предложениот финансиски план предвидувате 53 милиони 470 540 денари приходи од надомест од друштвата кои што вршат енергетска дејност. Или со оглед на тоа дека предходно ја усвоивте одлуката дека 0,042% ќе биде тоа од вкупниот приход на носителите на лиценци, тоа значи дека овие компании во текот на 2012 година се очекува да наплатат од граѓаните на Република Македонија 127 милиарди денари или во евра 2 милиарди и 70 милиони евра од жителите на Република Македонија. Се разбира со ваш амин и со ваше одобрување на цените кои што им ги нудат на граѓаните, без притоа да направите и најмала проверка дали тоа што треба да го достават на граѓаните за таа цена што ја даваат, всушност и го прават. Или доколку го земеме како репер последниот попис во 2002 година, бидејќи тој што требаше да се одржи минатата година неспособни бевте да го изреализирате, во Македонија има 546.000 домакинства според тој попис во 2002 година. Доколку овие средства, односно 2 милиарди евра, кои што ќе ги инкасираат овие компании од граѓаните, ги поделиме на 546.000 домакинства, тоа значи дека секое домакинство на компаниите кои што работат во енергетската дејност ќе им плати 3668 евра во текот на 2012 година. Многу пари се тоа, почитувани колеги, за било кое домакинство годишно да ги дава за трошоци за кои што во добар дел не им се ни реализираат побарувањата. Или, ако ги споредиме проектираната бројка за 2012 и таа што била наплатена била собрана во 2011 година, тоа значи дека граѓаните годинава ќе платат 2 милиони денари повеќе тоест тоа значи дека Регулаторната комисија за енергетика ќе добие 2 милиони повеќе од носителите на лиценци за вршење на енергетска дејност, што ако го пресметаме нивниот приход, ќе значи дека тие годинава ќе соберат 77 милиони 429 хиляди евра повеќе од граѓаните во однос на лани. Значи само за една година ќе соберат 77 милиони евра повеќе од граѓаните на Република Македонија. И тоа се со амин на оваа Регулаторна комисија за енергетика, бидејќи без тоа не можат да ги собираат толкави цифри на пари. Ќе го разгледам малку финансискиот план, односно како Регулаторната комисија за енергетика планира да ги потроши овие средства, бидејќи очигледно и се премногу. Ќе се види од планот кој што е пред нас денеска, дека ставките кои што ги зголемуваат за 2012 година, бидејќи наеднаш ќе им дојдат многу повеќе средства, се всушност ставки од типот дневници за службени патувања и патни трошоци во странство. Од 2 милиони и 800 се зголемува на 3 милиони и 200. Се надевам дека барем тие што ќе се прошетаат во странство и ќе земат дневници за тоа, ќе успеат и да купат некое
корисно искуство од другите земји, бидејќи нигдека ни во регионот, а камоли пак во Европа, нема волку катастрофални бројки. Трошоците за репрезентација се зголемуваат, например. Се зголемува ставката за авторски хонорар, договор за дело, комисија за жалби од 3.093.000 на 3.293.000. И да подсетам, како што кажува и дел од моите колеги, тоа се хонорари за членови на комисија за жалби, кои што всушност работат во компаниите на кои што ќе се однесуваат жалбите. Или председател на комисијата е господинот Иван Куковски, вработен во Елем, заменик член е Љупчо Мирчевски, вработен во Елем, заменик член е Валентина Анастасова, вработена во Евана. И замислете го абсурдот. Елем и Евана ќе се жалат на одлуката на регулаторната комисија за енергетика, а по однос на жалбата ќе решаваат нивни вработени. Мислам дека навистина е смешно и образложението дека тие како членови се изземаат кога има случаи кои се однесуваат на нивните компании. Па зошто тогаш седат како членови? Ако се знае дека најголем број на жалби доаѓаат од оние компании кои што работат во областа, нема потреба воопшто да седат членови на таа комисија, членови од тие компании во комисијата и да земаат надомест за тоа што седат таму. Да не заборавам да подсетам, според финансискиот план се зголемува таа ставка во потрошувањата на регулаторната комисија за енергетика. Навистина сметам дека треба сериозно да ги разгледате сите дискусии кои што денеска ги дадовме и навистина наместо да спиете на увото дека сепак бројката во собранието ќе ви овозможи да се изгласа што и да предложите, да бидете еднаш свесни дека граѓаните плаќаат за тоа вие да седите и да носите одлуки во нивно име и дека одлуките кои што ги носите треба да бидат за нивно добро, а не за добро на некои големи конгломерати или пак за добро на владачкото мнозинство и одлуките што тие ги сакаат. Навистина сметам дека е несериозно секое домаќинство да плаќа 3600 евра годишно, а при тоа да не добие соодветна услуга. Говорев веќе претходно дека топлификација треба согласно правилникот да одржува 21 степен Целзиусов во секој дом. И да не зборувам дека е смешно да оние кои што останале да ги користат услугите за парно грејење од топлификација плаќаат за оние кои што се исклучиле. За жал, регулаторната комисија за енергетика ниту проверува дали тие 21 степен Целзиусов во зимно време се обезбедени во становите на граѓаните или пак како што беше случај оваа зима на минус 20 степени температура, мора луѓето да се догреваат со електрична енергија или пак да седат под кебиња, ниту пак размислува да преземе нешто за надминување на состојбата со оние кои што се исклучиле. Напротив, председателот на регулаторната комисија тука рече дека треба да се разгледа дали треба луѓето кои што не ја користат таа топлинска енергија да плаќаат за неа. Навистина сметам дека нема логика во таквото решение и дека треба колку што е можно поитно регулаторната комисија за енергетика да си преземе мерки да тоа не се спроведува така на терен. Благодарам.